Дождот во Скопје и околината изутринава го намали загадувањето. Скопјани конечно по месеци можат да вдишат чист воздух. Во отсуство на конкретни мерки за борбата против загадувањето, на граѓаните им останува да се молат да заврне и да дувне ветер како би се исчистил воздухот. По подолго време денеска нема магла падната на скопските улици, а после дождот воздухот нема мирис и боја. Нивото на PM10 честички во сите скопски општини е ниско, а на апликацијата Мој воздух покажува воздухот е чист, земи длабок здив. Денеска делум на загаденост има и во Кавадарци, Гостивар, Битола, Гевгелија, Куманово. Највисока загаденост е регистрирана во Струмица, 98 микрограми PM10 честички на метар кубен и во Охрид со 84 микрограми. Иако денешните бројки радуваат, до вчера истите беа алармантни. Во неколку населби во Скопје мерните станици покажуваа и до 1000 микрограми. Екоактивистите алармираат властите да не се однесуваат како да го заборавиле овој проблем, кој со години ги гуши граѓаните. Според нив борбата со аерозагадувањето треба да трае во текот на целата година, но нивните предлози нема кој да ги слушне. Иако е присутно кај нас само преку зима, не може ние да го решаваме исклучиво преку зима кога ќе дојде моментот. Туку мора константен притисок како што екоорганизациите вршат врз надлежните институции да се прави низ текот на целата година. А бидејќи вакви планирања за буџет ќе се случат и ќе испадне, знаеш, заборавивме за загадувањето. Сепак власта и понатаму дава знаци дека е контра екологистите. Еден куп амандмани поднесени од одва иницијатива за распределба на буџетот беа одбиени, а за 2021 година беа одвоени само 1,3 милиони евра. Активистите предупредуваат, премалку финансии се одвојуваат за борба која одзема над 3000 жртви годишно. Бараат од надлежните повеќе слух и акција за луѓето да не дишат веќе отровен воздух.